Ако македонизмот е штетен и лош, и ако оваа држава треба за се да го слуша калето, тогаш не ни треба ни да имаме држава. Пред некој ден го гледав филмот што го снимаше актерот Шон Пен за време на почетокот на конфликтот Русија-Украина, наречен Супер сила. Во филмот авторот си признава дека не сакал да сними филм за војната, туку филм за Зеленски, за неговиот животен пат и славата, за се што подоцна се наметнало како тема, дошло од следот на настаните. Тоа е така со многу документарни филмови кои мора да се прилагодат на реалноста. Во филмот украинците се гордеат со тоа што се посебен народ од Русија, што по случувањата на Мајдан ја започнале својата борба против корумпираните политичари, во таа борба не ги почитувале подпишаните меѓународни договори и се однесувале арогантно кон отварањето на уставот и регулирањето на сите човечки права, меѓу кои најважните тие на русите кои живеат во делови од Украина. Но станува впечатокот од филмот дека американците им го дозволуваат на украинците се она што тука кај нас упорно се обидуваат да го задушат. Тоа е веројатно затоа што им требаат такви за да можат да се борат до последниот украинец. И Шон Пен убаво ја објаснува војната, убаво го објаснува војувањето, дека Западот и Америка го дозираат во вооружувањето на Украина затоа што не сакаат војна НАТО-Русија. Можеби заради фактот што сите НАТО земји секој месец произведуваат муниција за само 3 дена војување, а во Русија се произведува за 1 месец дупла количина. Дека Украина не може да биде членка на НАТО е јасно веќе како бел ден, но затоа слава на Украина и разни борбени песни што тие ги кажуваат за дигање на моралот и вложување во армијата под велот на демократизацијата и борба против проруските олигарси се форсирала од 2015 година, тоа не е приказно од 2022. На граѓаните им било јасно дека русите еден ден ќе дојдат. И тие живееле со тој факт и се допуштало се да се направи што е спротивно на демократските стандарди на европските устави и правното владење. Дури и се форсирал Зеленски да му се курчи на Путин и да ги одбива договорите во присуство на Меркел и Макрон. Во Македонија тоа се задушува, се форсира поданичкиот однос кон Грција, кон Бугарија, се назија на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, правата на граѓаните и се форсира бинационална држава во која ќе владеат албанците иако се малцинство. Значи, исто е, ама и не е исто. Путин. Здравствуй, товариш Путин. Овде секретни агент Путина с коднијим именем Куров. Куров, товариш Путин. Да, товариш Путин. Куров. Ура! Ура, товариш Путин! Ура! Ура! Путин е бара. Да, мене како што слушнав на тајното име ми е Куров. Како руски разузнавач, нели? Абе ме бара, ќе ме чека после кола, ќе ме носат на аеродром. У Москва треба да јаваме овој поларни мечки утре. И така, па без мене не му е кеф да јава мечка. Него кај застанавме? Најважно е дека се форсираат тие кои се партнери на калето и другите земји. И ним им се дава се. Цела моќ да создаваат систем од судија обвинители да цицаат пари од буџетот да купуваат имот. Додека во Украина проруските олигарси се на политички отстрел пред војната, во Македонија албанските националисти и олигарси се форсираат да станат помоćни и побогати. Се тоа низ призмата на неказнивост и политичка поддршка многу слично како во Украина. Украина е напуштиле досега околу 7-8 милиони луѓе, што е некаде околу 15% од популацијата. Ова се официјални бројки, најверојатно е преку 12 милиони ја имаат напуштено. А Македонија има дефицит од 300.000 млади кои избегаа од економскиот погром, мито и корупција, што е отприлика истиот процент и тоа без војна.
Замислете, може би Русија не е најдобрата земја на светот, може би историјата не се покажала како голем пријател на Македонија и македонскиот народ, но на што сега и го прават западните земји и Европската унија на Македонија е во најмала рака страшно. Не може би како војна, но и тука умираат луѓе на разни начини кои не се нормални и не се секојдневни во земјите на Европската унија. Само видете што се протна со европско знаменце, што се случува со квази автопатите, каде се плаќаат милиарди евра, врбување на домашни предавници за грз долари од страна на Западот, лажни ветувања за членство во Унијата за да се случи апсурдот дека на Украина, на земја во војна, која што ја губи војната, разрушена, без 25% од своја територија и дадоа почеток за преговори. Замислете, на Украина и дадоа почеток за преговори со Европската унија. Какви се тоа двојни стандарди? Каква е тоа космичка дволичност, лицемерие? И форсираат тука албанско политичко крило да ја растура полека земјата. Тоа многу кажува за ова дволично однесување. И само се повторува европски вредности. Ми се гади веќе и од сатирата на таа тема. Едноставно се одвратни, но не само кон овој народ. Многу примери има за жални светот, двојни аршини во 21. век, цивилизацијски вредности, развиена демократија, европска демократија, западна демократија, слобода и правда. А во Газа се случува геноцид. Преку 15.000 мртви деца за неколку месеци. Деца само. Европски права, слобода и правда. Курот на Магарено во зоолошка. Оне што е мој комшија на лавот. Да му го оправам. Само да ви кажам. Ња еба мамата мамина. Не ограбија максимално, не одране сотреа. И покрај тоа што не ограбија, не сменија име и презиме, идентитет, не ставија во логорот кој ни Сталин не бил поарен. Под изговор дека треба да извадиме пасоши, ни ги иселија децата, ни ја дадоа власта кај дуи и нејзините докторанти и магистранти и гениалци, Ајнштејни, од кај Мерко. И не помножија со нула како народ, замислете дека сте обичен млад човек и дека живеете под кирија и немате свој стан. Значи плаќате дебело кирија за некој мало станче на некоја функционерска лопужа која ги испрала украдените пари во згради. Потоа плаќате од лихварската струја на Бислимовски, нели, со напони, мрежи, транспорти и врски. Потоа плаќате вода за да може водовод да запослува со секој нов директор, нови партиски војници и ѓубретарина, а живеете во најзагадената депонија на целиот свет наречена Скопје, или можете во Струмица или Тетово, кај сакате. Потоа плаќате телефон, ТВ канали, интернет кои се перманентно во прекин и доаѓаат ко вода у припор на секој 2 дена. Потоа плаќате за влез и чистачка која не чисти и за кровот до градбата на комшијата најгоре, па за лифтот кој работи пар не пар или само за празници работи, па плаќате градинка за малото дете, па ужинка и дневен престој за големото, па книги и материјали за двете, бидејќи школството е нели кај нас бесплатно, па јазик, фудбал и часови по математика плаќате кај истиот професор што му предава. Па плаќате ДДВ, персонален данок, данок од добивка, плаќате данок на имот, па регистрација на возило и зелен картон, па фирмарина на неспособните градоначалници кои не одговараат пред граѓаните, туку пред партиските лидери, па плаќате здравствено, пензиско и еден куп други осигурувања кои ви ги враќаат со тоа што одите на приватен доктор за пак да платите дебело, па потоа ви даваат пензија колку за леп, а со другите осигурувања можете и гзот да си го избришете. Па ставате 50 евра на книшка за да имате некој денар, ама тука се банките да ве искрадат, нели убаво, онака мајсторски, на ситно, со провизиички разни, купувате нешто со картичка во вредност од 50 евра во бутик, банката оп, 1 евро провизиичка, па газдата на бутикот е следниот што купува пак банката 1 евро и така кога 50 луѓе ќе купат, 50 евра веќе ги нема, банката ги зела. Па потоа кога ќе се соберат овие сите давачки, гледате дека ви фалат пари за сметки, за основни потреби, па доцните со сметки, па земате кредити, па после нотари, извршители ви земаат тродупла сума и така влегувате во волшебниот круг на должничкото робство во кое немате ништо, а арамиите имаат се од вашите пари.
Како? Сега ќе ви објаснам пластично. Арамиите си отвараат фирма, па благодарение на своите партиски и племенски пријатели фалсификуваат фактури. Па после само 3 месеци работа, или по само 3 месеци работа, бараат од УЈП поврат на ДДВ за разликата која ја направиле со фалсификуваните документи, па УЈП не ги проверува, затоа што УЈП е тамо да малтретира и блокира граѓани за 50.000 денари долг, а не за 5 милиони евра поврат на ДДВ. Па УЈП како на добри партиски играчи им ги пушта парите, па овие си ги вадат, па после си ги префрлаат фирмите на непознати лица од Косово, со познати нотари од Северна Козоебина и сите среќни. А знаете кои се тие пари? Сите одни од стотици илјади обични граѓани собрани по евро од вашите давачки и потоа тоа се заташкува. Нема пари, нема виновен, тој газдата од Косово не постои, а вие пак овој месец и ово на ново секој евро, пола за децата, пола за УЈП, нека се најде, треба да живеат повратнициве, нели? На данок, па има и нешто за вас, сега не јадете гураби дека нема ништо. А има нешто и за вас останало на крај сега, да не бидеме толку песимистички. На крај е најдоброто во сето ова, најпозитивното, што повеќе не плаќате радиодифузна такса.